Генерално, секојдневието на уметникот малку се разликува од она секојдневие кое сега во условите на епидемијата сме приморани, да ги практикуваме, бидејќи во добра мера животот на уметникот е условен со самоизолацијата и со потребата он да биде затворен во еден простор каде што ќе може да комуницира со својот сингуларитет, каде ќе произлезе има многу символи некакво творештво кое не паралелно комуницирајќи со социјалната средина во намера колку што он има потреба и има услови за таква комуникација. Така да кој не прогонува понатака. Овој период не го чувствувам како период во кој уметникот е угнетен. Социјалното, напротив, сметам дека оваштата изолација е позитивна акумулација. И тоа е така заради повеќе причини. Едноставно, не мора многу да мудрувате и да разгледувате низ, не знам, некакви филозофски нишки, доволно е да седнете на својот заборавен хард диск и да седнете да се средите архивата. Самото тоа ќе ве наведе да читам на книга да се навратите на своето творештво, да се навратите на еднината на умот. И прави еден пресек како на некакви стари имейл пораки. Ќе се навратите на некакви фотографии, видеа кои се развива и тоа во добар дел сте ги заборавиле, а имале можност и ви нудат можност да развиете. Човек на вистина се замисли, се запраша какви задачи му престојат. Каде човештвото оди и што е она што нам ни недостасува. Мислам дека многу битен момент е да се навратиме на работам некакви видео материјали, да се навратиме на прашањето што е емпатија и дали доволно многу ја практикуваме. Многу е битно да се навратиме на човештината, на човечкото, бидејќи човекот да се очовечи повторно. Мислам дека капитализмот, по наводници се разбира, надвладеа врз човештината. Мислам дека емпатијата мора некаде да се појави, премногу опасен, не само за себе, стана опасен за се околу, стана опасен за природата. И ние тоа евидентно го гледаме и го чувствуваме реално. Така да, ова се моменти во кои ние мора да ја разбудиме нашата свест и да направиме, можеби, еден ресет на човекот да се очовечи, на нашето однесување, на нашиот став кон самите себе си, кон другиот,